Сите земји од Запалниот Балкан имаат уникатна можност да постигнат значителен напредок на европскиот пат. Ова е потврдено од високиот представник господјата Монгерини, кога таа рече дека од 2018 ќе биде суштинска година да се консолидира и да се воспостави европската интеграција. Тоа ќе биде важен резултат не само за регионот, туку и за цела Европа. Реформите бараат постојан диалог помеѓу владеачката коалиција и опозицијата, сериозното граѓанското општество и академијата, сите релевантни играчи во општеството. Видовме позитивни примери за конструктивна вклученост и истото треба да се продолжи. Се радуваме на враќањето на опозицијата на пленарните седници во собранието, за тие да можат да започнат активно и конструктивно да придонесуваат кон европската агенда и прашањата кои што се дел од неа. Неколку одредници ги формираат наредните 6 месеци кои што се поклопуваат со бугарското председателство и мојот колега веќе ја представи стратегијата на комисијата која што ќе биде освоена во ранije февруари. Ќе бидат објавени извештаите за земјите во април и ова ќе биде проследено со самитот за Западен Балкан на ЕУ во мај, првиот по 15 години, а потоа ќе имаме усвојување на заклучоците на Советот за проширувањето во јуни. Во овој период, она што се очекува е не само исполнување на очекувањата, не само усвојување и прилагодување на легислативата, туку и да се доставуваат допирливи резултати и да се создадат видливи и непроменливи промени, вклучувајќи ја промената на однесувањето. Напредокот ќе биде измерен според имплементацијата на договорот од пржино и итните реформски приоритети, како и добрососедските односи со соседите. Собранието има клучна улога во европската агенда и во држање на отчетноста на владата. Уште поважно е да се осигура инклузивност на дебатите, транспарентност и предвидливост на работата. Улогата на собранието е надвор од донесувањето на законите. Тие треба да ги наблюдуваат реформите, да дебатираат за законите за независноста на судството, за реформата на безбедносниот сектор, изборите, воспоставувањето на нови функционери во различни институции, на критериуми базирани на заслуги, ислушување на советите на амбасадорите и следење на препораките од годишниот извештај од Народниот правобранител. Потребни се промени не само за земјата и низините граѓани, туку и за целиот регион и за поширока Европа, бидејќи континентот се соочува со истите предизвици. Затоа ние остануваме партнери во тоа да ве поддржиме, да ја соберете потребната сила и да ги искористите можностите.